За денес собрав една тема која е интересна, барем мене ми беше интересна, може на вас нема да веќе ми кажете на крај. Сам да зборам за лагата, за перцепцијата и за стварноста. Не знам дали сте размислили за сите тие работи некогаш со односот, кај се наоѓате во животот. Во 99-та година гледав едно интервју со Дейвид Боуи, не знам дали го знаете Дейвид Боуи. Го знаете, некои го знаат. Мислам дека постарите го знаат, може помладите не го знаат, ама постарите го знаат. Тука Дейвид Боуи, рокер, што да ви кажам, многу чудна личност, многу контраверзна личност. Не можам да го опишам со неколку збора, едноставно треба да видите каков е човекот, таков е. Имате видеа, имате да читате, ќе видите, ќе се информирате. Во 99-та година, кога ние интернетот тука уште го викавме интернет, тој беше веќе распространет во западните држави, го користеа на големо. Имаше интервју со него и овој што е водителот на интервјуто викаве за интернетот кога зборува, викаве тоа е само уште едно средство за комуникација. А Дейвид Боуи вика, па не е само тоа. Вика комуникација е, така е, но тоа е само еден како врв од една голема санта мраз. Интернетот е многу повеќе од тоа. Многу повеќе. И он во негово видување во 99-та година вика интернетот ќе го смени светот на начин на кој досега не бил сменет реално, ќе влијае на светот на неверојатно големи начини. Тој рече дека во тој момент, иако користен и популарен, интернетот е само врвот на таа голема санта мраз, од тоа што све може да излезе од тој, како да кажам, медиум, од тој не ни медиум, туку е нешто повеќе од тоа, едно место, една платформа. Тој рече дека интернетот воедно е продукт, но е и предизвикувач во исто време на таа општествена фрагментација, на таа поделба во општеството, на групи, на кампуси, на племиња кога се делиме. Вика, интернетот е воедно е производ на една таква генерација, но во исто време и предизвика уште повеќе фрагментација. Мислам дека никој воопшто не беше свесен како интернетот ќе го промени светот. Моето прво искуство со интернетот беше во 98 или 9, мислам дека беше 99-та година, тогаш го имавме првиот Pentium 2, тие што сте малце постари знаете што е тоа. Тие перформанси тогаш, мојот да кажеме, компјутер беше тие подобрите што постоја, имаше дури 3 гигабајти простор, хард диск, сега 3 гигабајти се смешка, искрено да ви кажам, ама од тоа време тоа многу значеше. И прв пат кога седнав на интернет со овој dial-up, со модем, знаете, со преку телефонската линија, не знам дали се сеќавате, тие звуци што ги испуштам, оно ќе се приклучи и имаш интернет. Јас прв пат кога си симнав песна од интернет, чекав цела вечер да се симне песната, 3 мегабајти, беше од Луис Армстронг, What a Wonderful World. Не знам дали знаете песната, прекрасна песна. Јас чекав цела вечер да се симне песната и кога ја слушнав, тоа за мене беше вау, сега све ми е на дофат. Такво чувство имав. Една од тие работи која е интернетот, да кажем, има многу парадокси во врска со интернетот. Пример се отвараат социјалните мрежи. Имаш чувство дека затоа што се отворија социјалните мрежи, ќе имаме многу повеќе социјално зближување. Но што се случува? Социјалните мрежи кои служат за социјално зближување во суштина донесаа повеќе социјална изолација. Место каде што сега најуспешно можеш да се изолираш од луѓе, од информации, се социјалните мрежи. Кој парадокс? Имало премногу документарци кои ги гледав, информации кои ги читав, на кој начин работат тие социјални мрежи, на кој начин работат тие алгоритми кои едноставно ти помагаат да се изолираш. Има уште еден момент кој е, да кажеме, производ на тој интернет. Мислејќи дека слободниот проток на информации, тоа е интернетот, една голема паблик сектор, јавен сектор во кој можеш секој да пристапи и да зборува. Тој бил во Римското царство, во градовите имало еден како да кажеме, еден плоштад со такви мали скалички и таму се собирале луѓето и разговарале за темите и тој еден јавен дискурс се води таму.
Интернетот е еден таков, како да кажам, замислен јавен дискурс каде секој може да дојде со информации да дебатира. Идејата е дека мислевме дека слободниот проток на информации ќе донесе повеќе вистина, но го искусуваме спротивниот ефект и страшниот ефект на тоа што денеска е толку популарно, кој се вика fake news, лажни вести на сите можни страни. Цели заедници се таргет групи на информации кои доколку не излезеш од тие социјални изолирани джепови, јас така ги викам, едно изолиран джеп во кој си внатре, не си ни свесен дека целиот интернет така е дизајниран, сите тие алгоритми така се дизајнирани за тоа што ти ќе го кликнеш, тоа што те интересира, само тоа ќе ти го нуди. И мислиш дека ова секој треба да го знае. Уствари не, само ти го знаеш тоа. Или само таа група на луѓе го знае тоа, затоа што интернетот тебе те таргетира на таков начин. Ќе мислиш дека тоа е вистината и нема ништо друго. И тоа е најважно. Сите тие алгоритми служат како еден филтер за тебе да ти го пласираат тоа што тебе како еден тригер. Така знаете кога ќе дресираме куче, има одредени, не знам, не сум работа со куче, не сум дресирал куче, не знам како е тоа, ама знам некако има као посебни кликови и кучето реагира на тоа. Дресирано е така. И интернетот прилика така работи, како филтер. Кога ќе кликнеш ти, интернетот знае дека аха, тој човек на тоа реагира. Ќе му дајме само такви вести. Изволте, изволте. Тоа е најважната работа во светот. Интересно е дека во целиот тој процес има толку многу магла, има толку многу опции. Вистината не ја бараш ти, туку вистината тебе те наоѓа кај што си. Едноставно те досегнува вистината, тоест не вистината, туку информацијата те наоѓа таму кај што си. Не мора многу да бараш. Не знам дали некој веќе ја бара вистината, зашто премногу информации има. Имаше едно видео со Коста, мислам дека беше едно интервју. Го знаев тој податок од претходно, но можеби сте го гледале тој интервју, каде што Коста вика денеска информациите кои просечен човек ги добива во тек на 24 часа, на човек од средниот век му требале повеќе од 30 години да добие толку информации наеднаш. Повеќе од 30 години. Ние сега за 24 часа добиваме толку информации. Има ли нешто што човекот не може да го искриви, да не го расипе? Кажете ми, има ли таква работа? Најобавото да е човекот ќе може да има прилика да го расипе тоа. Се уште веруваме дека човекот во суштина е добар. Значи хуманизмот вика човекот во суштина е добар. Во срцето човекот е добар. Слушај го твоето срце. Си слушнале ти изјави, нели? Следи го твоето срце. Тоа се комунистички изјави. Ако следиш твоето срце, дали сме свесни што све нашето срце посакува? Почни да го слушаш твоето срце, да видиш какви се работи твоето срце ќе посака. А ако му пружаш све, отиде светот. Мора да имаме некаква самоконтрола. Денес ќе зборуваме за лагата, перцепцијата и стварноста. Во свет во кој има премногу информации, во свет во кој информацијата тебе те наоѓа, како што кажав, таму кај што си, а не ти да ја бараш. Во свет во кој системите и светогледите те бараат и те убедуваат, се надпреваруваат во кој да влезеш. Прашањето е како да дојдеме ние до вистината. Вистината ни е толку насушно потребна. Моето прашање до секој еден од нас овде е: дали воопшто ја бараш вистината? Дали сакаш да ја најдеш вистината? Го важно прашање тоа. Да не прифатиме некој клише, некој општо прифатен поглед, па да, сите ја бараме вистината, па не знам дали е баш така. Дали ја бараме вистината? Дали сакаш да ја најдеш вистината? Дали го бараш Бог? Да не сме станале можеби мрзливи во таа наша насушна потреба за вистината. Можеби сме мрзливи. Ако си признаеме, сите сме мрзливи на еден или на друг начин. Јас сум мрзлив човек. Знам да бидам многу мрзлив за некои работи во животот. Да не сме станали мрзливи за да трагаме. И тоа е мрзливост. Едноставно не мрзи веќе да бараме, да прашуваме, да трагаме насекаде.
Еден од најдраматичните текстови во Библијата кој се занимава со тоа да видиме кој е Бог, кој е вистинскиот Бог, а кој е лажен Бог, се наоѓа во приказната во која Бог го избавува Израел од Египет. Не знам дали сте слушнале, верувам дека сите сте слушнале за приказната на Мојсей, преминувањето на Црвеното море, Египет, 10 казни таму. За тоа се работи. Во целата таа драма Бог го повикува Мојсей и го праќа во една невозможна мисија, реално. Мојсей кој нема ништо, нема ни војска ни ништо, оди преговара со фараонот, му вика ќе ја ослободиш сите тие робови кои ти работат бесплатно, а за возврат нема да добиеш ништо. И што мислите фараонот како вика? Па то се нече десети. Тоа е тоа. Не може така. Тие ми требаат мене, ми прават пирамиди, не знам што се прават, свинги таму. Не може да ги пуштаме. Вика, што го малтретирате народот? Ќе одите во пустината, ќе го славите Бог и ово. Оставете го да работи, немојте со такви работи. Ќе фантазираме сега нешто. Во Излез 5 глава, 1 и 2 стих е запишана првата средба помеѓу фараонот и Мојсей. Вели вака, Излез 5, 1 и 2. А потоа Мојсей и Арон, неговиот брат, дојдоа кај фараонот, па му рекоа: вака, вели Господ, Бог Израелов, пушти го народот мој да празнува празник во моја чест во пустината, да ме прослави во пустината. Но фараонот рече: кој е тој Господ, за да го послушам гласот негов и да ги пуштам синовите израелски? Не го познавам јас тој Господ, ниту ќе го пуштам народот израелски. Кој што гледате, фараонот поставува реторички прашања, не очекува одговор. Кога фараонот вика: а кој е тој Господ? Тој не сега се интересира, вика: а кој е тој Господ? Не може. Тоа исто реторичко прашање тоа. Фараонот не трага. Фараонот јасно кажува дека тој не е заинтересиран за ништо друго и дека тој не сака да знае ништо друго. Готово. Нема што нему да му се објаснува. Незаинтересираност е за нешто повеќе од само своето разбирање, својот живот, својот поглед на нештата, открива затвореност од било какво друго влијание врз него. И отврла било каква можност за било какво постоење на било кој друг Бог, освен он. Фараонот не трага по вистината, тој себе си се смета за центарот. Египет изобилуваше со божества. Ги имате тие божества во луѓе со глава на жаба, луѓе со глава на крокодил, луѓе со глава на орел. Имате премногу божества кои ги наоѓаат археолозите таму денес. Божиот суд кога падна врз Египет, падна врз сите тие божества, затоа што поентата беше кој е вистинскиот Бог. Кој е вистинскиот Бог? Но последниот Божи суд, не знам дали се сеќавате што се случи како последен Божи суд врз Египет. Тоа беше смртта на првородените, така ли беше? И најдраматичниот момент во приказната беше каде синот на фараонот умира. Има поента, затоа што Божиот суд падна и врз самиот фараон. Имаше причина за тоа. Фараонот во суштина се обожаваше сам себе си. Тој беше Бог. Него го обожаваа како божество. Тој беше синот на Ра. Тој беше Бог. Фараонот за себе сметаше дека е Бог. Кој е тој Израелов Бог? Нека дојде пред мене, јас да го видам. Во тој контекст животот во лага од прилика изгледа вака. Не знаеш кој е создателот, не те не интересира кој е создателот. Ти си сам свој Бог или ти одредуваш кој ќе биде Бог. Не те интересираат правилата, ти ги одредуваш правилата. Слепило за било што друго или за било кој друг. Тоа е животот во лага. Животот во лага е како живот со затворени очи, но полн со очекување да стигнеш до вистинската дестинација. Отприлика така изгледа животот во лага. Затворени очи, ама со многу очекувања дека работите ќе бидат на добро. Перцепцијата. Што значи перцепција? Лажните пророци во Стариот Завет ги има насекаде, ги има и во Новиот Завет, ги има и ден денешен. Лажните пророци ги има насекаде. Посебно во книгата на Еремија,
Тоа е многу повторно драматично, затоа што Еремија стои сам наспроти сите. Така го пишемо. Во сите други пророци имате тука некаде некоја групичка, поддршка, оно, лоби група, не знам, невладена организација, нешто ќе се најде. Во Еремија нема ништо. Тој е сам против сите. Има неколку соработници, ама знаете, сам против сите од прилика. Цело време. Додека Еремија најавуваше Божи суд, тие лажни пророци, онака како што Библијата ги дефинира лажни пророци, тие имаат друга перцепција. Тие најавува просперитет. Тие лажни пророци знаете како гледа на работите? На работите гледа логично. Ќе ви кажам и зошто. Логично беше вака. Божиот храм е тука помеѓу нас. Едва го изградовме Божиот храм. Сега го изградивме, Божиот храм е тука. Божиот ковчег е тука, ковчегот на заветот со кој Бог се заветува. Затоа што ковчегот Божи е тука, тоа значи дека Божјото присуство е тука. А логично е дека и ние веруваме дека нашиот Бог е најсилниот Бог, единствениот Бог. Како тогаш друга земја, друг народ може да дојде, да го уништи тој храм, да ни го земе ковчегот, како може? Па Бог не може да изгуби. Логично ли е тоа? Тоа беше пораката на лажните пророци. Ние не може да изгубиме. Како Божи суд? За како Божи суд збориш? Ние сме на вистинската страна од историјата. Знаете, перцепцијата е страшна работа. Многу страшна работа е. Верувам дека нема многу овде присутни кои живеат во лага. Но има многу кои живеат во некаква перцепција која создава алтернативна реалност. Некоја друга стварност. Живееме во една друга стварност. Се надам дека овде нема ниеден кој е убеден во обожавање на некој си предмет, или да се кланя пред некој кип дома, или си има кукни богови, тоа го имале народите претходно, си имаш едно кабинетче, таму си отвораш и таму имаш кукни богови. Се кланяш, тоа е тоа. Верувам дека нема, иако не е исклучена можноста, ама верувам дека нема многу такви помеѓу нас. Но верувам дека со тоната, таткото на лагата макотрпно работи на тоа нашата перцепција да биде искривено доволно за да нашето внимание и вера не биде во Исус, туку во нешто друго. А од Исус во сето тоа светло очекуваме сосема нешто друго. Знаете, Калвин кажува дека човечкото срце е извор на идоли. Извор. Градиме од него, од Исус, понекогаш нешто во нашите уме што во реалност не ни постои. Световната многу се труди за тоа. Дури и кога Исус, кој беше Бог, стоеше пред луѓето во неговото време, голем дел од луѓето не можеа да веруваат во него, затоа што нивната перцепција беше толку искривена. Знаете ли пред колку луѓе стоеше Исус? Што се не правеше Исус? И колку луѓе едноставно не верува во него? Ма ти очекува нешто друго. Страшната реалност за перцепцијата е дека за перцепцијата да биде искривена не е потребно идоли. Нема потреба од идоли. Нема потреба од домашни божества, некои такви фигурички. Нема потреба ни од слики за перцепцијата да биде искривена. Може слободно Бог да го гледаш лице во лице и да имаш искривена перцепција и да не го видиш Бог воопшто. Има три групи на луѓе во Новиот Завет кои честопати му се спротивставува на Исус. Тоа беа фарисеите, садукеите, книжниците. Ти го испитува. Цело време го испитува. Го тестира Исус. Тие луѓе стоја пред Исус. Понекогаш знаете во каква заблуда сме? Сега Исус да беше тука, сите ќе верува во него. Стварно? Па у негово време имаше толку многу луѓе пред кои Исус стоеше и не сите верува во него. Тие луѓе како и сите други ги гледаат делата на Исус. Тие луѓе како и останатите ги слушаат поучувањата на Исус. Сепак воопшто не го делеа искуството кое Јован Крстител го имаше. Јован Крстител го гледа Исус и вика, овој. Јован во тој момент, не знам каде, имавме една, нема врска, зборевме за Јован Крстител и зборевме за колку бил популарен Јован Крстител во негово време. Додека Јован Крстител е жив, пред да го убијат, Јован Крстител е популарен од Исус. Има многу повеќе следбеници. Јован Крстител го гледа Исус и вика на своите ученици, јас на овој не сум достоен
ни врвките да му ги одврзам. Не сум достоен. Истиот Јован, кој ги гледа делата на Исус, збороите на Исус, го има овој заклучок. Фарисеите ги гледат истите работи, книжниците, садукеите и некои други имаат друг заклучок. Ти го гледа Исус како закана и богохулие. Интересно. Исус доаѓа да го исполни законот и пророците, тие во тоа гледаат богохулие. Вау, колку искривена перцепција. Како е можно човек да дојде до толку искривена перцепција, а со толку многу Божја објава? Израел беше оној кој на единствен начин ја имаше таа Божја објава во својата историја, како никој друг народ. Израел беше народот кој беше повикан директно од Бог. Израел беше адресата каде можеше да се најдат 10 Божји заповеди. Израел беше нацијата од која беа повикани Божјите пророци. Израелскиот јазик беше јазикот на кој Бог толку силно зборуваше во минатото преку тие пророци. Сега тој Израел, да бидам попрецизен, оние кои најдобро го познаваа Божјиот закон, тоа беа фарисеите, садукеите и книжниците. Тие најдобро го познаваа Божјиот закон. Тие Стариот Завет го знаеа на памет. Ја студираа историјата за Божјото делување. Сега тој Израел воопшто не го познава Бог, кога Бог доаѓа помеѓу нив. Хајде да застанеме малце сега тука. Премногу покажавме со прст. Немој да мислиш дека ти можеш да бидеш поштеден од таа искривена перцепција. Може би сега се мислиш, да, цел Израел, освен јас. Цел свет, освен јас. Јас во никој случај не сум подложен да имам некаква искривена перцепција за тоа кој е Бог и како тоа делува. Ако Израел и неговите најмудри беа жртви на таа искривена перцепција, зарем себе си се сметаш за некој кој е поштеден од нападите на сатаната? Најопасната работа за нас е да бидеме самоуверени и сигурни во нас и во нашите способности. Тоа е најопасното место. Кога целата твоја доверба, сигурност имаш во твоите способности, во твојата историја, во твоето искуство, кога си самоуверен, ја мислам дека тука е најопасната работа. Кога Петар беше најсамоуверен, му кажа на Исус, Исусе, не збори глупости се, ќе го растнале, ќе те фателе, не знам што. Нема врска, тоа нема се случи. Јас нема да дозволам тоа се случи со тебе. Петар беше толку самоуверен. Исус вика, бега од мене Сотоно. Тогаш, во суштина, е искривена нашата перцепција најмногу, зашто сигурноста ја гледаме во нас, во нашиот разум. Тогаш сигурноста која ја гледаш во себе и во својата историја и искуство, тогаш е најопасно. Некако забораваш зашто се си способен. Забораваме, ние луѓето забораваме, луѓе. Лошите работи на другите не ги забораваме. Тоа не може да се заборави, тоа е страшно. Ама нашите лоши работи некои исчезнуваат помеѓу као водата во шахта кога так нема веќе. Тоа што ти ќе го предизвикаш, кој ќе ти го издаде некој после дојде, ја такво нешто не може да излезе од мене. Ја не сум таква личност. Забораваме зашто све ние сме способни. Забораваш дека од срцето на човекот излегуваат многу лоши работи како што вика Исус. Убиства, прелюбодејствија, смрт, многу работи. Исус кажа многу работи, што се излегува од човечкото срце. Сикаш, јас, понекогаш сикаш, јас не сум толку лош. И тогаш кога ќе го видиш Исус во твојата близина, после некој време, кога ќе ја почувствуваш твојата реална состојба, некоја искривена перцепција која си имаш и за себе си и за Бог, и тогаш кога станува нелагодно во неговото присуство, ти завземаш позиција и си викаш, од кај сега ова, јас не сум толку лоша личност и почнуваш со самоодбрана. Наместо да се предадеш на само откажување. Наместо да го земеш крстот, ти почнуваш со самоправедност и самоодбрана.
Да заклучиме. Лагата и перцепцијата во Библијата спаѓаат во една иста категорија. Тоа се како две страни од една иста паричка. Таа категорија во Библијата се дефинира како идолопоклонство. Тоа е идолопоклонство. Создавање на Бог според своите потреби, според моето разбирање, според моите обидувања. И во двете, коренот е еден. Коренот е себе љубието. Да се сакаш најмногу себе си. Без разлика како го нарекуваш својот лик на обожавање, доколку плодот на духот не расте во тебе, а којто е плод, љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост и самоконтрола. Доколку тоа не е плодот кој излегува од тебе, а од тебе излегува гнев, гордост, самопромоција, самоувереност, самоправедност, самосожалување, ако извират тие работи од тебе, тогаш перцепцијата е многу искривена. Веројатно, во твојот живот има идолопоклонство. Ти искусуваш идолопоклонство во својот живот на тој начин. Дали идолот е некој предмет, некој материјален бенефит, или е малку посложено во контекст на себе си, на некаква самозаштита, прослава, самоправедност, ти искусуваш идолопоклонство. Исус за себе каже дека тој е стварноста, тој е вистината. Тој е вистината и нема друга вистина. Како тинејџери, децава кога растат, јас тоа го искусив, барем таа моја генерација, верувам дека искусувавме нешто кое во модерен речник се вика FOMO, на англиски вика Fear of Missing Out, или страв дека стално нешто пропушташ, да не пропуштиш нешто. Стално сакаш да бидеш активен негде во сите кругови, помеѓу сите пријатели, помеѓу сите луѓе, страв ти е да испуштиш нешто, да нема некоја информација која ти не ја знаеш, да не поминала преку тебе. Во еден таков страв, кога тинеџерите, па дури и малку повозрасните ќе го добијат таа анксиозност внатре во себе, да направат нешто повеќе, да не испуштат нешто во животот, јас сакам да им кажам. Сакам да ви кажам, ако дојдовте до Исус, вие дојдовте до вистината. Вие дојдовте до мирот. Не испушташ апсолутно ништо. Апсолутно ништо не пропушташ во животот. Тој е вистината и нема друга. Вистинската стварност ја живееше Исус и таа вистина се чита преку неговите зборови. Според Библијата, почетокот на мудроста за животот е стравот од Бог. Човекот првиот чекор кон мудроста го завзема тогаш кога ќе разбере дека Бог е стварноста, Бог е центарот, со други зборови Бог е Бог. Кога ќе прифатиш дека Бог е Бог, тука почнува првиот чекор кон мудроста. Има неколку работи со кои можеме да ја провериме нашата вистина, дали е вистина или е некаква искривена перцепција. Можеме да почнеме од едно место, од првата заповед. Јас сум Господ, Излез 20 глава 2 стих. Јас сум Господ, Бог твој. Немој да имаш други богови освен мене. Ако веруваш дека живееме во последно време, во последните денови, во било каква форма го веруваш тоа, тоа ќе ги веруваш и зборовите кои Павле ги упатува на младиот Тимотеј. Теолошки кажано, со доаѓањето на Месијата, со инкарнацијата на зборот Божи, ние живееме во тоа така наречено есхатолошко време. Тоа се последните денови. Не зборам за сите тие слики кои ги гледаме во книгата на Откровение. Не зборам за тоа. Зборам за тие теолошки, есхатолошки последни денови. Павле му пишува на Тимотеј во неговото второ послание, стариот Павле, веќе пред неговата смрт, му пиша на младиот Тимотеј. Вели вака: но ова знае го, во последните денови
ќе настапат тешки времиња. Зашто луѓето ќе станат себе љубиви. Со тоа почнува Павле. Луѓето ќе станат себе љубиви. Сребролюбиви, самофалци, горделивци, хулители, непокорни кон родителите, неблагодарни, неправедни, безбожници, непомирливи, клеветници, невоздржливи, нескротливи, достоје Павле, уште има. Недобролюбци, предавници, пребрзи, надуени, повеќе сластолюбиви отколку боголюбиви. На изглед побожни, а од силата на Бога се одрекле. И Павле има еден совет за Тимотеј. Вика, и од нив бегај. Бегај од нив. Освен можеби безбожници, планели тоа, сите останати карактеристики лесно може да станат дел од мене и од тебе. Себелюбиви, сребролюбиви, да не ги набројам пак. Себелюбието носи еден друг поглед кон светот и на друг начин прави да ги слушнеш зборовите кои доаѓаат кон тебе, макар тоа да биле и зборови од Библијата. Себелюбието, знаете ли што е? Себелюбието е како филтер. Ги филтрира сите нешта. Зборовите ги филтрира, сликите ги филтрира, намерите на луѓето ги филтрира. А он така ми каже, знам, нели, кога се жртва. Преку себелюбието ти си бираш и зборови и поучувања. Интересно е дека преку себелюбието имаш своје уникатно толкување за нештата што ги слушаш. Ти може би слушаш безброј проповеди, ама повторно преку тој филтер да си го чуеш тоа што сакаш да си го чуеш. Го има и тој момент. Исто како алгоритмите на социјалните мрежи, доколку алгоритмот пресмета што е тоа што тебе те интересира, ништо друго нема да ти нуди, освен тоа што те интересира. Такво е себелюбието. Тоа е како филтер. Сите тие информации кои доаѓаат према ти филтрираш и си го слушаш тоа што си го слушаш. Си го разбираш тоа на начин на кој ти сакаш да си го разбереш. Макар тоа да биде и читање од Библијата. Тоа е сериозен проблем, бидејќи не носи до најлошата форма на идолопоклонство, обожавање на себе си. А како можам да се решам од тоа себелюбие? Сега читавме првата заповед, така ли? Тоа е како еден тест за нас. Да видиме до кај стоиме со вистината. Ама за да се решиме од тоа себелюбие, од тоа идолопоклонство, ние треба да ја читаме и да ја живееме најголемата заповед. А која е најголемата заповед? Исус беше прашан од многу од овие книжници, фарисеи, садукеи, кои дури и они потврдија дека тоа е најголемата заповед. Тие кои го познаваа законот, ја познаваат Тората, ги познаваат пророците, тие само заклучат да, тоа навистина е најголемата заповед, тоа што Исус го кажува. А најголемата заповед е следната: љуби го Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја сила. Но да не забораваме дека Исус во продолжение на оваа заповед секојаш кажува и втората најголема заповед која е слична на првата. Од иста природа е како она на првата. А која е таа заповед? Љуби го ближниот како самиот себе си. На некој начин втората заповед докажува дека првата заповед во твојот живот е реална. Никој овде во оваа просторија и во овој свет, какви сакаме ние рентген машини да измислуваме, никој од нас нема да може да измисли машина или да успее да го прочита срцето на некој човек, дали го сака Бог со сето свое срце, со сета своја душа, разум и сила. Никој од нас тоа не може да го види. Тоа е многу длабоко во срцето. Но секој може да види секого дали го сака ближниот како самиот себе. Исус не остава така, знаете. Исус не ни остава простор за ние да си го толкуваме тоа како што сакаме. Ако го сакаш Бог со целото твое битие, тоа ќе се манифестира на начин на кој ти ќе го сакаш ближниот како самиот себе си.
Затоа Јован во своето послание ќе каже дека не е можно да го љубиш Бог кој не го гледаш, а да не го љубиш твојот брат кој до тебе и го гледаш. Се лажеш себе си многу далеко си во една таква состојба. Жртва си на искривена перцепција и во опасност си да бидеш изложен на лагата преку филтерот кој се нарекува себељубие. Како што кажав, мала е веројатноста дека во моментот дека проповедам на луѓе кои уживаат апла во лагата, си се поклонуваат дома на своји божества. Така верувам дека нема помеѓу нас и да има, окей, можно е да има. Но голема е веројатноста да проповедам на луѓе, почнувајќи од себе си, кои имаат некаква лажна перцепција. Можно е, голема е веројатноста. Исус доаѓа и не се очува. Што е тоа што го замаглува нашиот поглед во моментот? За да го избистрим погледот, псалмистот во 19-тиот псалм не охрабрува да го видиме целото создание кој Бог го има создадено. Стварноста во која постоиме е дека целото создание работи како часовник. Земјата не мрда од својата патека. Движењето на сонцето, состојбата на универзумот и во совршената состојба во која се наоѓаме за нашата планета за да можеме да живееме, го открива Божиот совршен дизајн. Но тука не застанува се. Давид во псалмот го открива најскапоцениот дијамант во целото Божјо создание. А тој дијамант се вика Божиот збор. Давид се воодушевува на сето тоа што го гледа, вика колку е прекрасно, колку само ја открива Божјата слава. Но Давид вика, но Божиот закон, Божиот збор е тој дијамант, тој важен и скапоцен. Давид во Божиот збор открива подлабока стварност. А која е неговата функција? Која е функцијата на Божиот збор? Вели, непорочен е законот Божи, душите ги укрепува. Верно е откровението на Господ ги учи неуките. Господовите повелби се праведни, го веселат срцето. Господовата заповед зрачи светлина, ги просветлува очите. Страхопочита кон Господ е чиста, пребива довека. Судовите Господови се вистина, сите се праведни. Поскапи се од злато и од скапоцени камења, посладки се од восочен мед. Слугата твој ги пази, а кој ги пази, голема награда добива. Најскапоценното нешто во универзумот се Божите зборови. Тоа во суштина е нашата стварност. Со други зборови, преку Божите зборови, во ова создание доаѓаме до вистината. А како пишаните зборови да не беа доволни кои Бог ги создаде. Знаете, Бог ги остави неговите зборови, неговиот закон, неговиот завет на нас. И тоа е големо чудо. Огромно чудо е тоа. Но како тоа да не беше доволно, и Бог прави уште еден чекор. Тој го отелотвори својот збор. Го отелотвори. И го исполни својот завет во целост. Во тој отелотворен збор ние можеме вистински да погледнеме на вистината. Тој во нашата реалност, во која сега ние живееме, преку отелотворувањето, продре со неговата реалност. Земјата и небото се две различни реалности. Земјата е нашата реалност, небото е Божјата реалност. Господ со отелотворувањето на неговиот збор продаде длабоко во нашата реалност, ги спои тие две реалности. Тој Божјата стварност ја донесе во нашата стварност и ја покажа вистината. Доказот за тоа е Исус. Исус ја открива и Божјата конечна намера за соединување на нашата и на неговата стварност. Во тоа е вистината. Тоа е причината за христијанскиот живот, христијанското заедништво, за надежта, за добрите дела. Никако дел од таа Божја стварност, тие кои сме негови деца, ние сме дел воедно од две стварности, од нашата стварност и од Божјата небесна стварност. Овде на земјата, преку сите тие нешта се повеќе ја доближуваме Божјата стварност за сите луѓе кои им е потребна. Ние со други зборови ја живееме таа вистина, доколку
живееме во таа Божја стварност. И за крај, сега да прочитам Псалм 17, 13 до 15. Давид, пред да го читам, само да кажам дека Давид оддалеко ја гледа таа Божја стварност. И ја гледа таа конечна надеж за оние кои се Божи деца. Давид гледа преку оваа стварност во која за некои единствената стварност. Давид ја гледа големата слика, дека целосното наследство, вистинското наследство ги применува категориите на оваа само видлива стварност. Доколку веруваме во тоа што само го гледаме, тоа е многу сиромашно и тоа е многу, искрено да кажем, и безнадежно. Тој во таа голема слика ја гледа и својата надеж. Видите што Давид пишува во 17-тиот псалм, 13 до 15 стих вели вака: Стани Господи, пресретни ги и собори ги со својот меч, спасија душата моја од нечестивиот и со раката своја од луѓето. Господи, од луѓето чиј дел е само во овој живот. Нека им се наполнат стомаците со Твоите добра. Нека се наситат нивните синови и нека им остават од вишокот на децата своји. А јас ќе огледам лицето Твое во правда. Ќе се наситам од ликот Твој кога еднаш ќе се разбудам. Зашто збори тука Давид? Што спи ли додека го пишува псалмот? Збори за таа конечна надеж. Не го употребува зборот воскресение, но тоа може да се види преку неговите зборови. Каде е нашиот копнеш, каде е нашата надеж? Дали го гледаме Бог и дали ја гледаме неговата слава скриена во секој атом на оваа сознание? Дали ја гледаме вистината и дали гледаме на вистината кој е Исус? Нека Господ не заштити од измама. Најмногу од себе измама. Знаете, најлесно може да го лажеме човекот во огледалото, така кажа, јас верувам дека е тоа така. Човекот во огледалото најлесно може да го излажеме. Нека Господ не заштити од перцепции преку кои ќе правиме идоли. Од тоа Господ да не заштити. Нека Бог не даде вистински поглед на себе си како луѓе слаби кои имаат потреба од Бог. Нека нашата надеж, доверба и сигурност е целосно во Бог. Ќе се помолиме за крај. Татко наш небесен, Ти си нашата вистина, Господи Боже мој. Ти си вистината, Господи Боже мој, како што си кажал, аз сум патот, вистината и животот, Господи. Татко мој, до таа конечна надеж не можеме да дојдеме по друг пат, освен преку Тебе, Господи. А Ти, Господи, најважните, најбитните нешта си ги направил и наједноставни за нас. Ти си кажал дека преку вера во Твоето дело, во Тебе, ние доаѓаме до вистината, до спасение, Боже мој. Татко мој, секој од нас овде може да верува. Фала Ти, Господи, затоа што преку Твојата помисла, Господи, Ти си се погрижил за нас, Господи. Ти благодарам. Затоа, Господи, сакаме да пребиваме во Твојот дом, да пребиваме во Твојата вистина и преку таа вистина да бидеме надежта за овој свет, Господи. Помогни ни да го живееме тој христијански живот, достоен, Господи, за Тебе. Секако, Господи, според Твојата благодат. Прослави се, Господи, преку се што правиме. Амен.